Благодарност на Аллах Азза ва Джелле, поради неговата огромна и обилна милост, кој луѓето и покрај нивниот зулум, неправда, шер, кој го прават на земјата, Аллах Азза ва Джелле ги држи, ги чува да газат и живеат на ова Аллахова земја. Сурatu Нахл, 61 ајет, вели Аллах: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ. Кога Аллах Азза ва Джелле би ги казнувал луѓето поради нивниот зулум, поради нивната неправда, поради нивните злосторнички дела, бидејќи зулум е многу широк поим. Зулум кон себе, зулум кон Аллах, зулум кон другите, зулум кон животните. Сето тоа го опфаќа поим зулум. Кога Аллах би ги казнувал луѓето поради нивниот зулум, ма терека алейха мин даббе, немаше да остави суштество, створение кое ќе гази по неа, по земјата. Валакин юахирухум. Меѓутоа Аллах Азза ва Джелле ги одложува се додека им дојде рокот, моментот кој не може ни да се потисне, ни да се забрза. Крајот на зулумот сигурно ќе дојде. И во тоа верникот, муслиманот, не смее да се сомнева. Оние кои чинат зулум и од муслимани, и од немуслимани, ќе биде платен и вратен и на дуња и на ахирет. Фараон беше голем зулумчар на земја. Дури рече: ма алимту лекум илахан мин гајри. Ја не знам дека ви имате друг бог освен мене, неуду билла, Аллах да чува. Им рече Фараон на Египет: ја не знам дека ви имате друг бог освен мене, јас сум Бог. Човек кој се вообрази до тој степен, како што денеска некои сили се вообразуваат да бидат полицајец број еден во свет. Па тие се господари, тие која сакаат убиваат, која сакаат прекинуваат. Што направи Аллах Азза ва Джелле со Фараон? Како заврши Фараон? Фараон заврши во вода. Аллах Азза ва Джелле го потопи, го удави. И Аллах Азза ва Джелле направи неговото тело ден денеска да стои, да биде неуништено, па да се наоѓа во музеј и да гледаат луѓето. Литекуне лимен халфеке ае, вели Аллах во сура Јунус. И ние ќе направиме о Фараону да бидеш пример и поука за поколенијата кои ќе доаѓаат. Дека ти се прогласи Бог и дури рече: "Ва хадихил анхару тежри мин тахти", и овие реки течат под мене, овие води течат под мој нозет. Тоест, јас сум управител на вода. Аллах баш во таа вода те удави. Каков господар си ти? Знаете дека на оваа земја имале 20 најголеми светски освојувачи, која поседувале цела земја. И после биле 20 невернички тирани која имале оваа земја. Ова информација земја, бидејќи не се ја слушнала. Дуњава која поседувал во власт и сила биле 20. Сулеман алейхиселам и Зулкарнейн. Запиши го. Сулеман алейхиселам и Зулкарнейн имале апсолутна власт на земјава. Од исток, запад, север, југ. Цела земја била нивна. И 20 тирани ја имале оваа земја во нивни раце. Управување на земја, која земја, но да носи земја, се не знам, ниско да кажувам, значи, земјата имале, значи, владееле со земјата. Бухтунесар и Немруд бин Канаан. Овие 20 зулумчари ја имале управата на цела земја. Овој Немруд бин Канаан кој бил? Тој бил
во времена на Ибраим алейхиселам, кој нареди да се запали оган и да се фрли во оган Ибраим алейхиселам, пејгамбер на Аллах. Како завршил овој човек? Немрут бин Канаан. Allah Azza wa Jalla sallata alejhi l-bauda, вака пишува. Allah Azza wa Jalla пушти војник од негови војници. Кој е Аллахов војник? Комарец, мушичка. Му влезе во нос, од нос му отиде во мозок. Па мораше со глава да се удара во зид или на неговите слуги и робови да им рече земете влечки, папучи, да му дарате погледа да ми се смири. Се додека псови са така. Така завршуваат тие зулумчари, тие тирани, тие неправедници кои сеат неред на земја. Ебу Джехал, како заврши? Срамно, понижувачки. Карун, во време на Муса алейхиселам, најголем зулумчар. Фахасефна бихи во бидарихи л-ард, вели Аллах. И наредивме на земја да се отвори да го голтне. Значи, зулумчарите сигурно и секако и убедливо ќе им дојде пропаст. И на денешни современи зулумчари кои прават. Во Куран, ако читаш, постоеше еден народ, се викаше Ад. На тој народ Аллах му го пушти пејгамберот Худ. Денеска овој народ е символ за современиот сионистички зулумчар. Ад, племе, народ, кој живел во денешна територија или простор меѓу Јемен и Оман, тој народ, вели Аллах, ќе читам во сура Фусилет 15 ајет, за споредба, денеска што прават две сили во светов, или повеќето, во борба против ислам, против муслимани и така натаму. وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, вели Аллах. И навистина народот на Ад стана вообразен на земјата. Како што денеска силиве станаа вообразени. Која сакаат бомбардираат, гранатираат, убиваат, која сакаат ќе подпишат мир, кого сакаат ќе го обвинат за терор, за убиство, која сакаат прават се на ова земја. Бигајрил хак, безправно, без да имат право на тоа. Вакалу, овој народ Ад кој живееше одамна во древни народи, рекоа, вакалу мен ашедду минна кува, има ли некој на земјава поголема сила и моќ од нас? Денеска овие сили тоа го прават. Има ли некој поголем од нас? Па дури и да добија се и награда за Нобелова награда за мир. Ние се разбираме што сакаме да кажеме. Меѓутоа сакаме со курански цитати да кажеме дека историјата се повторува и дека крајот како што заврши Ад, ќе кажеме како заврши, така ќе заврши на овие кои денеска смета дека тие се господари на оваа земја. И тие може да прават кризи, војни, болести, секогаш им текне. Али Аллах што вели? Евелем јарау енне леди халекахум. Зарем не знаат тие дека оној кој ги создаде нив ешедду минхум куе, дека тој има најогромна сила, моќ, власт, тој е Аллах Азza wa Jalla. Затоа овој народ како заврши? Аллах вели за Ад. Аллах му пушти Худ. Худ пејгамбер, араб, но што малку биле, ако читаш, само 4 пејгамбери биле арапи, додека сите други пејгамбери биле од Бену Исраил. Худ бил пејгамбер араб. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. Худ им се обрати на тие Ад, тоа племе, тој народ кој беше сила, моќ, кој пропагираше никој не е појак од нас. Им рече, кога вие казнувате народ тирански, злосторнички, безмилосно, како што денеска се прави, безмилосно. 56.000 убиени до сега. 20.000 деца. Во парче земја кај што живеат 2 милиони луѓе. Најголем затвор на отворено, неудобилля. Одат луѓе да земат брашно леп, граната 5-6-100 жртви. Молчат. Ама Аллах Азza wa Jalla пушта
од други народи, па ќе видиш парламентарецот од Шпанија, парламентарка од Шпанија, парламентарец од Ирска, и вели на Европа, вие сте немате во образ. Вие немате образ. Вие сте слепи, слуги. И ме кажува вистина, наши муслимани кои треба да окренат глас, молчат. И зошто сме на ова дереđe? Зошто сме на ова дереđe? Што немаме глас, немаме сила. Аллах за оđеле им вели преко Худ, и вие правите насилство на земја. Фаттакула, плашете се од Аллах, вратете се, освестете се, и бидете послушни на Аллах. Како Аллах за оđеле го уништи тој народ? Ад, фасахарна леху риха, вели Аллах. И им испративме ветер. Ветер кој траеше 7 ночи, 8 дена. 7 лејалин, 8 ејам во Куран пишува. 7 ночи како ветер. Ветер силен, што корнеше све. Дури таков ветер и студен, што се треса, дури замрзна и беа изумрени, покосени на земја. И затоа, денеска, примерот на Ад се спомнува со денешните тирани, кои прават на земјата неред и хаос. Меѓутоа, за жал, зулумот, неправдата постои меѓу нас муслимани. Тоа што прават зулумчари, немуслимани, тоа не е јасно. Човек што не се плаши од Аллах, што можеш да очекуваш? Денеска една жена ми се јавува, вика, оќа, зет ми ја бие черка ми, викам, дали има намаз? А, нема намаз. Што пијаница? Што можеш да очекуваш од пијаница? Од пијан човек што можеш да очекуваш? Од коцкар што можеш да очекуваш? Човек што не се плаши од Аллах, што можеш да очекуваш? Ние ако викаме дека верава е наш спас, наш брод на Нух алейхиселам да не спаси од денешни проблеми што имаме. Човек се плаши од Аллах, треба да знае дека Аллах гледа, дека Аллах ќе казни. Кажувам мој пример и завршувам. Кажува шејх Васим Јусуф, роден 1981 година во Јордан, денеска живее во Емирати, има емиратско државјанство. Пример во заливска земја што се случило меѓу двајца брача. Исто од мајка и од татко, родени брача кај што седеле во исти стомак. Сеќаш дали може вакви луѓе дали има? Зашто има џехеннем? Ако немаше такви луѓе, тоа немаше да имаше џехеннем. Зошто постои џехеннем? Пошто да горат таквите, неудубилла, и нека горат. Вика има 20 брача, голем брат и мал брат, има куќа со 2 влезови, кажува на брзина. Што не можем да замислам тоа дека може да се случи. Вика, ама Аллах казнува. Овој брат, поголемиот беше посиромашен, поскромен. Овој малиов беше побогат, ама беше поазган. А дури жената негова соработуваше со сихирбази. И му рече на мажот, помалиот брат, вика, знаеш што, да му купиме половината на брат ти. Како ќе му купиме, кај ќе оди тој? Абе, што ми гане кај ќе оди? Гледаш, нам кучма ние тесна, деца ќе ни се родат. Замисли шејтан каков е учител е. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ قَرِينًا فَسَاءَ لَهُ قَرِينًا вели Аллах. А кој ќе го земе шејтана за пријател, тешко нему. Кој го земе шејтан да ти биде учител, тешко нему. Шејтан, жена, во форма на човек, вели, знаеш што? Водата, канализацијата, што му поминува под нашата дневна. Ќе ископаме наша дневна, ќе му ги затвориме цевките со чименто и ќе му блокираме. Гледа шејтан што учи. Валла и вака, жими Аллах. Валла и вака. И преку ноќ станува на брат, кој е понемочен. Откопвит плочки, ја наоѓа цевка, бетон, ја блокира, станува земја, греди плочки, како ништо. Станува са бале братот, деца додна школа, весе шолја почне да смрди. Сифони, кујна, почна да им викаме, зошто бе деца да не сте фрле топка, нешто? Не бе бабе, нужда треба да врши во поле. Деца треба да се мијат на балкон. Ама ќе ве луѓе умрела чувството. Тоа најтежок грев кај човека да умре чувството на човечност, да немаш човечност во себе, да немаш човечност, инсанност во себе. И на крај, тој знае, се случува, проблем, хаос во куќа. Вели, брат, бе, ти реков да ти ја купам? И се ти реков да ти купам? Има продава помалку пари. Ама Аллах азza ва џеле, слушамо, луѓето треба знаат дека рискот е во Аллахови раце. Човекот, братов сиромашен, се преселил во град,
почнува со бизнис, со работа, станува богаташ. Богаташ. Овој, Аллах азza wa jalla му пушта фатална болест, рак, тумор, нека тешка болест. Таа жена му учител од шејтан, таа Аллах азza wa jalla ја парализира во кичма, што ни раси и работат, ни нозе, само очи се вртат. Синот денеска се наоѓа нивни во затвор. Черка им која беше мажена се разведе и се врати кај нив да живее. А тој е неспособен. Ова е само еден краток современ пример дека оној кој чини зулум, оној кој чини неправда, ќе ти се врати уште на дуња, а камоли на ахирет. Затоа, да го молиме Аллах азza wa jalla да бидеме праведни во зборови, во дела, во однесување. Да не нанесуваме зло, бидејќи самите себе си нанесуваме зло. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Секој ќе го понесе својот греф. Затоа, биди човек, биди муъмин, биди верник, плаши се од Аллах. Прави добро, ќе најдеш добро. Прави зло, ќе ја видиш последицата и во тебе и во фамилија. Го молиме Аллах азza wa jalla зулумчарите да ги казни за нивниот зулум. Го молиме Аллах азza wa jalla да ја забрза казната на тие кои прават зулум на оваа земја, а на угнетените, на намачените, на настраданите, на ожалестените, Аллах азza wa jalla да им ја забрза победата, успехот и нормализација на нивниот живот. Го молиме Аллах азza wa jalla да не упати во правење на добро и одвраќање на зло.